Инвестиции во изградба на обновливи извори на енергија, но и за енергетски ефикасни фасади се дел од проектите со кои македонските компании и домаќинства ќе може да конкурираат за добивање на пари преку поволни кредитни линии. Ова денеска го најави вице-премиерот Кочо Андјушев при презентацијата на програмата за финансирање на зелена економија, а во организација на Европската банка за обнова и развој. Ова што го подразбира за развојот на зелената економија, подразбира поширок сет на мерки, кои што не се само инвестиции во делот на обновливи извори на енергија, него се и во делот на енергетска ефикасност, односно изолации на станбени објекти и се што подразбира енергетска ефикасност. Морам да кажам дека во моментов се работи истата работна група од УСАИД работи на Законот за енергетска ефикасност, кој што ќе биде исто така усогласен во целост со енергетската заедница во Виена, која што е надлежна за нашите енергетски проблеми, односно нашата енергетска политика пред Европската комисија. Андјушев потенцира дека 1 евро инвестиција во енергетска ефикасност заштедува 2,2 евра во производство на енергија. Тој забележува дека на Македонија и преостанува да инвестира само во обновливите извори на енергија, бидејќи резервите со јаглен не се големи, а нема ниту газ, ниту нафта. Затоа, согласно новиот закон за енергетика, која е во собраниска процедура, се предвидени и поволности при изградба на фотоволтаични централи. Тука ќе пуштиме тендери до 200 мегавати фотоволтаични електрани, од причините кои што предмалце ги зборував, со не веќе фидинг тарифи, него со премиум тарифи, при тоа за да ја намалиме инвестиционата вредност на проектите, односно трошоците на приватните инвеститори, ќе одредиме државно земјиште и тоа од 5-та и 6-та категорија, бидејќи нема никаква смисла да вие земјоделско земјиште или шуми сечете за да правите фотоволтаици, него напротив земјиште кое што е од 5-та и 6-та категорија, ние ќе го определиме, ќе го парцелизираме на проекти од 1, 2, 5 мегавати. Источниот регион е еден од лидерите во изградбата на фотоволтаичните централи, а наскоро се очекува изградбата на првата ветерна електрана кај Свети Николски Богословец.